Зошто состојбата во јавното здравство е лоша и зошто во Штипската клиничка болница во последните 3 години се нема вработено ниту еден млад лекар? Беше денеска упатено прашање до вице-премиерот и министер за финансии Фатмир Бесими. Дали мислите да го подобрите државното здравство со кадар за работа со оглед на тоа што еве конкретно во Штипската болница 3 години не е вработен доктор, млад, има 4 чистачки. Вчера министерот за здравство на вас ја префрли топката и кажа дека не би се лечел во Штипската болница. Дали мислите дека состојбата во здравството треба да се промени, да се вработи млад кадар и да се одвојат средства? На директното прашање следуваше индиректен одговор. Во конкретниот случај и во однос на вработување, но и во однос на сите трошоци, значи Министерството за финансии го дава тоа што е изгласано во собрание. Тоа го потврдуваат пратениците, затоа што единствено тие, не министрите, пратениците го имаат вашиот глас како граѓани да одлучуваат кај ќе одат парите. Ние го презентираме пред пратениците и тие одлучуваат за тоа во име на граѓаните. И тоа е транспарентно, тоа е по сила на закон. Бесими вели дека Министерството е во комуникација со клиничката болница Штип за решавање на проблемот. И во конкретниот случај во комуникација сме и со клиниката Штип, а и со други, за да се усогласат разликите и од Министерството за финансии комуницираат со нив за тоа да го надмене. Тоа е прашањето. Бидејќи беше прашањето за клиника Штип, но одговорот важи за сите исти. Проблемот со вработувањата, односно невработувањата во клиничката болница Штип, јавно се актуализираше вчера при посетата на министерот за здравство Меджити, кој откако ги виде условите за лекување во Штипската болница, изјави: Ама ако ме прашувате дали би сакал во вакви услови да се лекувам и да се лечам, ви кажувам не. И затоа сме тука заедно со сите политички актери што се, со градоначалникот, со директорот, заедно да се стремиме и да направиме работа. А тоа ќе бидете сами сведоци и пак ќе ме прашувате, ја нема да бегам од вас. Ако треба со часови тука заедно ќе бидеме.